Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник, точно во 17:10, се дружиме заедно и ве информираме за сите проблеми со здравието со кои што се соочувате во секојдневието. Така ќе биде и денес. Уште повеќе што денес имаме два повода за да поразговараме со моите денешни соговорнички. Впрочем, денес е токму светскиот ден, односно се одбележува светскиот ден на мултиплекс склероза, а исто така и месец мај како мај е месец на сестринството. Поточно датата 12 мај кога се одбележа како интернационален ден на сестрите. За таа цел веќе со мене во студиото се две сестри, медицински сестри, кои што сте многу важна алка во здравството. И тоа сестра Јасмина Коруновска, која што е главна медицинска сестра од клиниката за неврологија, и сестра Гордана Димеска, која што е сестра специјалист по интензивна нега и е председател на секцијата на невролошки сестри на Република Македонија. Значи, тие се веќе со мене во студиото, со нив две ќе поразговараме повеќе на оваа тема и секако ќе ги доставиме сите потребни информации во однос на овие две теми. Ви благодарам што сте денес овде, што ќе имаме можност да пренесеме до нашите гледачи сето она што вие како медицински сестри, вие како главна сестра и вие исто Гордана, како сестра специјалист по интензивна нега, го работите во секојдневието, меѓутоа и ќе ги поврземе овие теми за кои што ги најавив на почетокот. Благодариме за поканата. Благодариме за поканата. Прв пат гостуваме во вашето студио. Точно така, да. Да, убаво е да се присуствува, да нема секаде. Точно 30 мај е секој 30 мај во годината е светски ден на лицата со мултипна склероза. Денеска се одбележа, имаше две случувања. Едното беше на плоштад Македонија, поточно пред порта Македонија, така, од Сдруженијето за мобилност. Дадовме поддршка, бевме дел од персоналот од клиниката за неврологија, ги поддрживме во борбата против оваа болест, а потоа отидовме од Националното здружение, имаше уште едно случување во хотел Панорамика, каде што присуствува видни луѓе, првата дама Елизабета Гергиева, заменик министерот Рендевски, се собравме од представници од фармацевските куќи и се одбележа овој убав ден за пациентите. Ајде првин да проговориме за мултиплекс склерозата и за за одбележувањето на денот и за проблемот како проблем кој што се манифестира во однос на здравствените проблеми, бидејќи вие сте сепак главна сестра токму на клиниката за неврологија, каде што секојдневно се соочувате со диагностицирање на лица со мултиплекс склероза и се разбери на третманот. Па да ми кажете што е всушност мултиплекс склерозата и кој се учествува во незиното лекување? Значи вака, мултипна склероза представува едно автоимуно заболување, хронично автоимуно заболување, кое може да биде генетско, не е докажано, не е инфективно заболување. Лекувањето трае долгогодишно, значи учествуваат поголем тим на лекари и сестри. Во клиниката за неврологија 6 сестри се директни учесници во нивното лекување и 7 доктори. Односно, самата болест има мултидисциплинарен пристап, затоа што не се вклучени само сестрите и докторите, тука се вклучени нутриционистите, физијатрите, рентгенолозите, биохимичарите. Значи тоа е еден голем тим кој секој со своите работни задачи учествува во лекувањето на диагностицирањето и лекувањето на пациентите. Значи на нашата клиника единствена е во диагностицирање, особено за лумбалната пункција, која е една од методите диагностички за оваа болест. Исто така централна е нашата клиника за оние месечните терапии што ги подигнуваат пациентите. Така да тоа Углавном е тоа, околу третманот. Да. Можете ли да ми посочите некои од симптомите кои што се карактеристични и специфични за мултиплекс склероза? Па вака дупло гледање, заморот, отежнат говор, отежнат од, тоа се едни од поголемите симптоми што мада
некогаш ги занемаруваме тие појави, така да некогаш и стигнуваме и до цена на клиниката која веќе фатила прогресија болеста. Меѓутоа, добро е што медицината напредува, така да се изноѓаат за сите, има повеќе типови нели на мултипна склероза, така да секоја терапија си има и за секоја одреден тип на мултипна склероза, на самата болест има и одредена терапија. Така. Поспецифична е за помладите или да. На која годишна возраст обично се диагностицира? Во репродуктивниот период е баш ги зафаќа и дали повеќе кај жените или значи од 20 до 40 годишна возраст ги зафаќа, тоа е жално, баш се во репродуктивна, навистина баш во најубавиот период. Во најубавиот период кога сите се вработени, сите даваат некакво учество во социјалниот живот, во работата. И да, повеќето е кај жените отколку кај мажите, за жал. Се знае ли која е причината? Не. Не. Да се знае, ќе има и лек. Така. Овие терапии што ги даваме ние само за да се спречи прогресијата на самата болест, да се излекува за цел живот, не. Кога велам причината за кај жените, прашувам зашто е почеста, не и тоа. Нема никоја. Така. Кажете ми, бидејќи верувам дека има некоја бројка која што е валидна да се презентира до јавноста, колку кај нас имаме диагностицирани до сега има околу 3 милиони пациенти со мултипна склероза, кај нас е околу 1500, меѓутоа во мој термин некаде излегува податок од 950 до 1000 пациенти. Меѓутоа во пред известен период имаме регистер во кој се внесуваат, почна веќе да се внесуваат податоци за пациентите, така да за известен период сигурно ќе се знае и точната бројка, точно колку мажи, колку жени боледуваат во Македонија, од кој тип на мултипна склероза боледуваат. Сите податоци ќе се внесуваат, така да ќе имаме убава статистичка обработка на Бидејќи сте главна сестра на неврологија, можете ли вака да ни кажете од годините наназад, од вашето секојдневно работно искуство, дали можеби од година во година се зголемува бројката на појава на мултиплекс? Од 80 до 120 на годишно ниво има нови диагностицирани пациенти. Така, дали од година во година се чувствува зголемена бројка или тука никаде? Да. Има зголемување, ви кажам, од 80 до 120 секоја година има нови диагностицирани. Така, тоа е навистина голем број. Голем број и веќе сме во ризична група на земјата што со такава бројка на пациенти. А како што и кажавте претходно, не се знае причината, не може да се превенира и многу е тоа некако комплицирано и жално, да. Но вистината. Да. Како е да се биде главна сестра и кои се вашите ингеренции и обврски во клиниката? Значи, секогаш кога се чувствуваш со една скала погоре на работното место, секогаш обврските се поголеми, нели? Така да менаџирањето на клиниката е на главната сестра, освен на лекарите, на целиот останат персонал. Нашата клиника е 3 згради, не сме во една, па сите да сме на една. Така. Амбулантата не се наоѓа на тоа е една зграда, таму имаме, јас повише би зборела за сестрите, 2 сестри, кои едната го води амбулантски оддел, а другата ги води баш овие пациенти со мултипна склероза, затоа што таму се издаваат и лековите месечните. Има што доаѓаат и на парентерална терапија, така да се уклучуваат. Имаме центар за мултипна склероза во дневната болница. Имаме делот на неврологија во склоп на интерно зградата. Таму се 6 одели. Делот кај што се лекуваат пациентите со мултипна склероза, делот невроимунологија, невромускулна патологија, мозочните удари, превенција и третмани и ургентна медицина. И делот во зградата, тоа е неврофизиологија, ни се вика таа зграда, што во едниот дел се неврофизиолошките методи. Таму имам 7 сестри имаме, кои работат секој на свој апарат. И уште еден дел, тоа се 4 одела на развојна неврологија, оделот за епилепсија, оделот за паркинсонизам и оделот за главоболки. Значи, вие сте одговорна и главна сестра за сите одели, така? Како ги координирате работите? Па успевам некако. Или веќе со текот на годините? Успешно. Успевам некако. Почетокот секогаш е нели тежок, меѓутоа како се внесуваш во работата, годините како проаѓаат, искуството си дава свое значење, нели?
Така да мене ми е драго што имаме убава соработка на клиниката, имаме убава работна хармонија на клиниката, така да мислам дека се задоволни останатите од персоналот. Така. Уште ништо ќе ве прашам околу мултиплекс склерозата, бидејќи нели секако вие сте постојано и во координација и со докторите кои што се вклучени во овој процес, со директорот на клиниката доктор Иван Барбов. Дали овие нови терапии кои што верувам дека нели кога веќе ќе се донесат кај нас се применуваат, дали има поголем успех во третирањето во однос да се некако да се намали прогресијата на појас? Значи, кај нас на клиниката има околу 650 пациенти кои што се уклучени на интерферони и имуносупресивни терапии, прволиниски, второлиниски, така ние ги викаме, нели? Има пациенти што и по 20 години се во почетокот, значи, имаше само интерферони на клиниката, така да како што напредува медицината, така има све нови, нели, клинички студии се прават, така да се доаѓаат и во нашата земја, се уклучуваат нашите пациенти. Ви кажав дека има пациенти што на интерфероните, од прволиниските, да кажам, се веќе и над 20 години на терапија, така да се чувствуваат добро. Меѓутоа има што не одговараат или преминува во прогресивна форма болеста, па се уклучува на некоја друга терапија, појака терапија. Така. Неизбежно ми е да ве прашам, бидејќи 2 години бевме и повеќе малку во и се уште сме на некој начин во пандемија на ковид, меѓутоа нели од Министерството за здравство веќе велат дека сме во некоја зелена фаза каде што нели се тргна повеќето мерки. Како се справивте со ковид пандемијата? Неврологија беше 3 пати за време на пандемија во овие 2 години ковид центар. Првиот пат бевме 8 месеци и секош првото е секош најстрашно, нели? Така и беше и презентирано, така и беше уствари. Не знаевме со што се соочуваме, од една патологија на лекување преминуваме на друга патологија, која ќе каже дека се облекуваш во комплетно скафандери, визири, маски, имаше голем страв. Така. И најдолг период бевме 8 месеци, така да издржавме некако. За кратко време повторно станавме ковид центар, 4 месеци траеше тој период и веќе имавме искуство од претходното, па малце полабави бевме. И третиот пат бевме месец и пол, веќе тоа беше... Ова беше сега на почетокот на годинава, мислам. Да, да. Така да последниот пат веќе стварно искуство големо имаше персонал, така да добро се справивме со пандемијава. Ајде тука ќе ја вклучам сега сестра Гордана Димеска, односно дипломирана медицинска сестра, исто како и сестра Јасмина, и специјалист уште еднаш да потенцирам по интензивна нега и председател на секцијата на невролошки сестри. Значи, кажав јас на почетокот, овој месец е месец мај кој што е посветен на вас медицинските сестри, на сестринството. Како што се вели, го одбележавте 12 мај интернационалниот ден на сестрите. Има ли некои други вакви настани, сега говориме за невролошките проблеми или во однос на областа на неврологијата, кои што ги одбележувате и ги презентирате? Да, секако. Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија е најстаро сдружение од овој тип, кој што го наследил претходно од бивша Југославија. Нашата секција во склоп на сдруженијето постои негде од 2010 година. Значи, секоја година имаме по 2 настани, едната е пролетна, другата е на есен. Најчесто на есен го обележуваме Светскиот ден на мозочниот удар. Значи, досега имаме направено неколку вакви собири во однос на едукативни за сестрите, каде што ни гостувале нели како гости предавачи и доктори, физиотерапевти, што се во врска со мултипната склероза и претежно пошто е така, можеби пошто ги погаѓа најмладите и најголем интерес има и од пациентите да бидат дел од нашите активности. Вие сте главната, мислам, сестра одговорна во одделот, мислам, за ургентна, по конкретно за мозочни удари, така? Како е кај вас организирано, како стојат работите? Што ви недостасува? Ви недостасува ли нешто во вашата работа, бидејќи беше, нели го одбележавте денот? Посочивте ли некои работи до министерот?
нешто да ви некои услови да ви се подобрат? Што ви недостасува? Па конкретно сега на оделот за ургентна неврологија располага со 7 кревети, тоа е нели во склоп на оделот за неврологија. Значи освен мозочни удари таму сите ургентни состојби доаѓаат, меѓутоа поголемиот број на пациенти кои што имаат потреба од ургентна помош се најчесто со мозочните удари. Да, како здружение остваривме средба со министерот, која што беше продуктивна. Значи ние со години се обидуваме да се донесе еден закон за сестри кој што ќе го уреди сестринството со најголем осврт во однос на образованието на медицинските сестри, кој што во последниве неколку години малку е на некој расклимаво ниво, затоа што се прави една хиперпродукција на средномедицински кадар од вкупно 17 медицински училишта во Република Македонија. А за жал на пазарот на трудот тие сестри не се соодветно обучени за да може веднаш да ги вклучиме нели во работниот процес. Понатаму, значи, голем е одливот исто на веќе стекнати со добро искуство сестри кои што одат надвор во европските земји и постојано сме во потрага на нов кадар, постојано се вложува енергија за да се обучи новиот кадар, нели? Така да кога би имале една законска регулатива, кога оваа држава вложува во нечие образование, да на некој начин успее да ги задржи тие сестри, тие обучени и искусни професионалци да останат во својата држава, а тоа секако ќе биде доколку има соодветна финансиска надокнада, која што е една од причините нели за миграцијата на овој вид на пациенти, сестри. Да, рековте дека нема доволно медицински сестри, односно дека нели се продуцираат кадри, меѓутоа не доволно за да веднаш стапат во работен однос. Како да тука работите кога веќе треба некого да вработат како медицинска сестра без разлика во која клиника и за што станува збор? Дали претходно тие медицински сестри кои што веќе поминале нели некое образование доаѓаат на некоја практика кај вас? Како оди процесот, ме интересира? Значи медицинска сестра техничар се станува по завршување на 4 годишни средно медицинско училиште, а потоа се продолжува на 3 годишни студии, тоа е високо образование, стручни студии, а понатаму уште една година има специјалистички студии кои што се за сега, значи само во Битолскиот и ги имаше во Штипскиот, не сум сигурна дали се уште ги има тие студии. Значи Европа не препознава сестра на средно ниво. Значи Европа сака добро обучена сестра која што ќе биде нели барем на бачелор дегри степен. Односно после 180 ЕКТС кредити. Така да ние нашите образовни програми не се усогласени што она што Европа го бара. Зборувам за средно медицинското и се појавува потребата значи да тоа образование понатаму сестрата го продолжи на високите школи. За жал Министерството за здравство не го следи трендот на Министерството на образование. Значи тие создаваат кадар, а ние не можеме да ги имплементираме во самото здравство, затоа што до сега ниту еден конкурс не е распишан за сестра со високо образование. Секогаш се бараат сестри со средно образование, а понатаму го трансформираат својот работен однос доколку завршат или веќе имале завршено во сестра со високо образование. Значи обично сето тоа иде преку конкурси. По завршувањето и на средното и на високото имаме приправнички стаж, кој што е во средното е 9 месеци, кај високото е 6 месеци, кој што го обавуваме на некои од клиниките согласно програма направена од Министерството за здравство, а понатаму полагаат нели сестрите стручен испит, по полагањето на стручниот испит се стекнуваат со така наречена лиценца за работа со која што може да стапат во работниот процес. Ајде тука од режија може да пушти таја нели на екранот нашите гледачи ако сакаат нешто да прашаат, да ги пуштите и нашите телефони, па нели знаете дека сме отворена контактна емисија, ако имате нешто да кажете, да прашате во однос на еве конкретно говориме за светскиот ден на мултиплекс склерозата, тогаш ќе може да ни се јавите и да се приклучите во нашиот разговор. Сестра Гордана, вие кажавме доаѓате од клиниката за неврологија. Се одржуваат ли некои посебни обуки или едукативни настани во однос на оваа гранка за вашите нели колешки, сестри, така? Постојано има некакви обуки, некогаш се овде во Република Македонија, меѓутоа има и обуки кои што се обавуваат во странство, заедно со сестра Јасмина имаме помината обука
преку Angels иницијативата, тоа е рана диагноза на пациенти со мозочни удар во првите сати кога може да се тромболизираат, и тоа беше во Германија, во Мајнц. Тоа е 3-дневна обука. Јас исто имам помината обука за stroke nurse, тоа е исто преку Европската асоциација за мозочен удар, и сум единствена сестра во Република Македонија обучена за работа со пациенти со мозочен удар, а сестра Јасмина пак е за работа со пациенти со мултиплекс склероза. Така да обуки има постојано, меѓутоа нели тоа е на индивидуално ниво, затоа што колку ние сме желни за наука, тоа е нели сепак од нас зависи, затоа што во процесот во работниот процес ние не можеме нигдека тие сертификати или признанија да ги искористиме, нели? Така. И сега за она за кое што навистина 2 години постојано се говореше, херои се докторите, херои се медицинските сестри, навистина сите бевте херои, меѓутоа мене ми се чини дека некако како вие медицинските сестри да бевте малку ставени во втор план во работата во ковид центрите, а поголемиот дел ми се чини, барем мене така, еве ќе кажете вие, беше оставена на вас да се грижите за сите оние болни со ковид. И некако повеќе се напоменуваа, нели, докторите се херои, меѓутоа сестрите некако како да беа ставени во втор план. Се почувствувавте ли така во овие 2 години? Дека сте малку запоставени во однос на тоа колку луѓето, нели, сакаа да припишат некое херојство на медицинските лица? Па искрено како професија, иако нели сите бевте независно од ковидот, значи како професија постојано се чувствуваме дискриминирани. Можеби затоа што сме женска професија, машките малку полесно си доаѓа до она што го сакат. Еве, ние сме 30 и неколку години веќе држава, ние немаме закон, не сме уредени, образованието исто хаотично. Значи, ковидот ги покажа точно сите оние недостатоци кои што како држава ние и како здравствен систем ги имаме. И факт е неминовен дека 24/7 сестра во ковид центрите постојано имаше. Так. Што не можеме да потврдиме дека истото беше и за лекарите. Постојано се зборуваше дека нема протоколи за лекување, протоколите се вакви, протоколите се онакви. Бевте ли обучени да се справувате со овие пациенти кои што навистина еве и ден денес се уште некако не се знае текот на развивање на болеста, каде се и кој систем ќе го зафати, па како во моментот да реагирате? Една од вашите колешки, една од докторките кога ми гостуваше, кога говоревме во еден неврзан муабет, ми велеше толку смрт немам видено во изминативе години наназад, колку што навистина можев да видам кога работе во ковид центар. Бидејќи работите се случува, се влошуваше здравјето на пациентите со ковид наеднаш, значи беше навистина, како да кажам, непредвидливо што ќе се случи. Колку вие знаевте што треба да правите во одреден момент? Ви се укажали нешто, ви се посочили нешто? Вака, значи, нас не затекна пандемијата неподготвени, затоа што ние како патологија работиме нешто сосема друго. Да. Меѓутоа, например, нашите пациенти, пошто се склоп на повеќе интернистички болести, во одреден дел од патологијата и умеевме да се снајдеме, затоа што нели и нашите пациенти имаат проблеми со дишењето, поготово кога мозокот е во прашање. Значи, од страна на Сдруженијето беше изработена една плаката каде што беа фигурички на медицинска сестра, облечени, значи, како во зелена зона, како во жолта и како во црвена зона. А од страна на Министерството за здравство со помош на Project Hope, неколку обучувачи, медицински сестри, дел од хируршките, дел од интернистичките гранки, поминавме обука од лиценцирани обучувачи од Браун универзитетот, која што од обука понатаму ние дисеминиравме кон другите сестри. За жал тие обуки беа онлайн и малку поинаку е кога некому му објаснуваш како да се облече или како да користи маска, а си ограничен за да му покажеш, нели, во живо. Меѓутоа, еве, јас лично имам обучено преку 460 сестри во тие онлайн обуки, значи не само во Скопје, туку и во сите останати градови. Так, можеме да заклучиме дека не дај Боже, ако веќе, нели, како што кажуваат и од Министерството, дека се подготвени или се подготвуваат на некој начин за евентуално некој нов бран од есен, дали сте сите подготвени и знаете точно како треба, значи не само, не говорам за вас што веќе сте, нели, него за сите оние други ваши колешки медицински сестри кои што работат на сите клиники, впрочем. Веќе имаме едно искуство големо.
за овие 2 години, така да што мислам дека спремни сме и за четврт бран веќе. Четврт, пети кој ќе биде веќе. Да, меѓутоа за некој нов да речеме, да се надеваме дека нема да има. Не да може да биде, ние се надеваме дека нема да има такво нешто, но искуството ќе си даде све. И сега, да. Сакала уште по едно прашање поврзано секако со ковид пандемијата, бидејќи многу работи, односно кога станува збор за проблемите со здравјето, со пост-ковид проблемите, кои што се јавуваат, се и дел од невролошките проблеми. Не знам колку има улога ова за денес, кое што говориме за мултиплекс склерозата, дали има некој, како да кажам, дали има некој пациент кој што прилежал ковид, па сега диагностицирате мултиплекс или повеќе во некоја друга рамка околу мозочните удари и така натаму. Колку има пост-ковид проблеми, еве главно во неврологијата? И нормален човек без никаква болест има пост-ковид проблеми, значи секој чувствуваме на себе некакво си поинакво од нормалното. Меѓутоа немаме поврзано се уште дали ради ковидот е заболувањето или го имало и претходно, па значи не може точно да се утврди. Меѓутоа дали има некоја зголемена бројка на мултипна склероза? Не, меѓутоа во компликации се јавуваат мозочни удари. Заради тоа што самиот ковид прави една хиперкоагулна состојба каде што се создаваат тромбите, така да имаат нашите лекари изработено студии во однос на тоа кои пациенти биле и кои пациенти како резултат на ковидот ги добиле мозочните удари. Воглавно најчесто од невролошките симптоми е подолготраен замор, вртоглавици и губење на осетот за мирис. Вкус и мирис. Тоа е тоа што е поврзано околу невролошките проблеми. Значи во секој случај можеме да констатираме дека има зголемен број на пациенти кои што прележале ковид, а кои што имаат вакви проблеми за кои што сега кажавме. Значи и како ковидот направи многу проблеми во однос на здравјето во сите системи во организмот. Говоревте сега и тоа е нешто што навистина за кое што на некој начин и сте овде денеска. Кажавте дека нели медицинските сестри не се заштитени со закони, дека многу и сведоци сме дека многу ваши колешки одат во странство, нели за да на некој начин повеќе им се вреднува трудот. Што конкретно барате вие од Министерството во законот? Што да се направи, каков член, што да се регулира? Нашето здружение е член на Европската федерација на сестри и во соработка, значи со останатите земји, нели нашата земја зема учество во изработката на матриксот, кој што е наречен 3+1, во кој што се поделени нивоата на сестрите согласно образованието, каде што registered nurse или ова што го имаме ние секако високо образование, сестра е првото ниво, понатаму има сестра специјалист и на крај е advanced practice nurse или тоа е сестра со напредно ниво на пракса. И тие се трите нивоа каде што сестрата е дефинирана како професионалец. Тој +1 е сестрата како асистент, тоа е healthcare assistant што би се рекло, или асистент за здравствена нега, кој што Европа го препознава како сестрите на ниво на нашето сегашно средно образование. Значи доколку овој матрикс се имплементира, значи зборуваме за иднина, не решаваме минато, затоа што програмите треба да ги споредиме согласно европските директиви. Нашите образовни програми пред 20 години и сега не се исти. Значи има долги години на пауза каде што сестрите не добива образование во однос на латинскиот јазик и на фармакологијата, па сега на пазарот на трудот имаат сериозен проблем затоа што од нив се очекува да и оние аплицираат интравенозна, интрамускулна терапија или дадат перостерапија, а тие не знаат ни генеричкото име да го прочитаат на лекот. И тоа е еден сериозен пропуст на образовниот процес кој што ние се трудиме максимално да го искоригираме. Затоа и сестрите го продолжуваат понатаму своето образование во високите школи. Значи вие колку што ве разбирам од ова досега што го кажувате, треба сестрите навистина да бидат со високо образование, за да сите овие работи за кои што говорите бидат безпрекорни, такви какви што треба да бидат од страна на сестрите во нивната работа. Апсолутно. Да не ги забораваме финансиите. Така, нели? Затоа прашувам тоа е најбитното. Што е се она? Покрај тоа и ова е битно. Што е се она? Дали успеавте некако, бидејќи некако сите во последниот период сакаат покачување на платите,
Дали во меѓувреме од кога се ветуваше дека ќе се зголемат платите на здравствените работници, ви се зголемија и вам? Ова година само 5% добивме на покачување, тоа се оние пари кои што ги некое добивме како некаков додаток. Ветување секогаш има. Влегуваме во овие сега синдикални штрајкови што се дека. Значи и вие се вклучувате? Добро. Не сме званично уште вклучени, Добро, чекаме ребалансот на буџетот. Чекаме дека ќе има и за нас покачување. Значи ако нема тогаш претпоставам дека и вие ќе одите на штрајк. Добро. Сега еден момент, бидејќи нели сите практично во секојдневието сме пошто на лекар сме се соочиле со прием од медицинска сестра, па потоа кај докторот. Вие сте првите кои што некако имате комуникација и контакт со еден пациент. Колку е важно една сестра да поседува една убава енергија, една позитивна енергија за нели бидејќи секој кога оди на доктор оди за некој здравствен проблем и нели секогаш и не е, како да кажам, некогаш можеби повеќе исплашен, некогаш е вознемирен. Колку медицинската сестра треба така некако да првиот прием за пациентот да биде кај неа на начин на кој што треба да биде. Апсолутно се славам. И колку тоа значи во третманот и апсолутно дека значи, меѓутоа знаете како кога ќе дојде пациентот не прашува за колку пациенти ти во меѓувреме се грижиш, колку часови работни трае твојата смена, дали ти си преморена, дали доволно ви има на работното место. Значи, секогаш се случува да сестрата е преоптоварена. Значи, направени се испитувања во однос на бърнаут синдромот и сестрите се најсагурени здравствени работници. Да, заради тоа како една таква согурена сестра, која што во себе, значи, само малодушно содржи, го чека крајот на звончето што се вика да заврши смената, ако налетате, значи секогаш ќе има отпор, затоа што пациентите и кога доаѓа пациентот при дружбата најчесто, не па самиот пациент, се они се исплашени, измешани емоции, често знаат да бидат агресивни. Значи, са вие кога ќе налетате на еден таков агресивен пациент, а некојаш ви доаѓа преку глава, нормално дека и сестрата може да повише тоа, мислам. Не дека давам оправдание, меѓутоа мора да ја имаат разбирачката и за другава страна. Сега замислете си, ние во треба и пациентите да бидат дисциплинирани. Апсолутно. 37 пациенти имаме, а сме 2 сестри во црвена зона. За 37 сестри постојано звони телефонот. Дали вие пациентите да ги гледате, дали да се јавувате на телефон и нормално дека има реакција од другата страна. Меѓутоа треба да имате малку разбирање дека и ние не сме мокни. Не сте вие виновни заради тоа што можеби немате доволно број колешки за да можете да поделите работата. Така е. Така, што би порачале вие еве до сите оние кои што не следат? Нели се пациенти, понекогаш можеби треба да ја посетат вас, можеби вас сестра Смина. Вака, еве, каков би бил вашиот, како да кажем, еден апел до нашите гледачи за вашата улога како медицински сестри? Со трпение и со мирно секогаш побрзо се решаваат проблемите. Така, значи сила и разбирање, да имаат разбирање и тие за вас, бидејќи вие сте луѓе пред се. Сепак сме и ние луѓе, нели? Треба да имаат, и ние имаме семејства како што тие што доаѓаат кај нас да имаат разбирање пред се, дека и вие сте луѓе, дека и вие се соочувате во секојдневието со разни проблеми, дополнително секојдневно со вашата работа. Ние можеме да ги учиме секојаш нивните карактери, дека треба да ги да се, како да го кажам сега тоа, да го прифатиме, да го разбереме нивниот карактер, дека носат тежок болен и дека треба да реагираме на време, меѓутоа треба и они нас да не разберат дека и ние сме со некаков карактер. Понекогаш и нивната реакција може само да му искомплицира на пациентот кој што го носат. Оти ние дека се објаснуваме со нив, му ја одговлекуваме потребната помош на пациентот кој што треба да му ја дадеме соодветно веднаш појавувањето. А ние дека се објасниме со фамилијата, дури се има случајно да дојде фамилијата, пациентот уште у кола, да они да се расправаат со нас. И тука се губи време, има навистина многу разни примери. Само како за крај би сакала тука да завршам со сестра Јасмина, уште еднаш бидејќи денеска е светскиот ден, нели, се одбележува на лицата со мултиплекс склероза. За сите оние кои што не следат, ако почувствуваат некој од кои симптоми сестра Јасмина, веднаш да се обратат на клиниката за неврологија. Видете, не може баш да се апелира за секој симптом си има своје така, меѓутоа сепак да си бидат сигурни и мирни, со своите матични лекари, за било каков симптом да се пројави, да си почна со своите матични лекари, за они се сепак тие каде што ќе ги пренасочат. Тие се линкот кој што треба да ги доведе до кај вас. До кај нас. Така.
А ние Значи, уште еднаш само да ги напоменеме симптомите, тоа ми е како завршно. Значи, замор, Добро. трнење по телото, отежнат говор, Отежнато одење. дупло гледање. Добро. Значи, се надевам дека се тоа што го посочивте, Да. почитувани гледачи, се тоа што го посочи доктор Јасмина, дека ако сестра Јасмина, се извинувам, ако забележите некои вакви симптоми, секако првен посоветувајте се со својот матичен лекар, а потоа ако треба нели тие ќе ве пратат на клиниката за неврологија, каде ќе ве пречека сестра Јасмина. Ви благодарам многу за денешното гостување. Ми беше драго што после многу долго време имам медицински сестри во моето студио, кои што кажав се една од најважните алки во здравството и воопшто во медицината, кога станува збор нели за линкот меѓу пациенти и доктор. Ви благодарам многу и посакувам успех во работата и сето она за кое што се борите, нели и во здруженијето, секако сите за нели во иднина Министерството за здравство да ви го возможи вам за да имате и вие подобра работа и да бидете повеќе платени. Ви благодарим и на вас на поканата. Почитувани гледачи, толку во ова денешно издание на Ваш термин. Се надевам дека не следевте до крај. На вас ми останува само да ви посакам убав остаток од денот. Грижите се за вашето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.